Петочно издание на регионалните вести. Со пригодна војна свеченост во Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу, денес беше одбележан денот на единицата 27 август. Овој ден е востановен во спомен на 15-тата поречка ударна бригада, формирана 1944 година во село Брезница. Со пречек на војното знаме започна пригодната свеченост во Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу за одбележување на 27 август, денот на третиот механизиран пешадиски батальон. По пречекот беа интонирани химните на Република Македонија и на армијата, а војниците и присутните со едноминутно молчење им одадоа почит на сите загинати припадници на Народно-ослободителната војска и на армијата. 27 август е определен за ден на третиот механизиран пешадиски батальон, како спомен на формирањето на 15-тата поречка ударна бригада, формирана на овој ден во 1944 година во село Брезница. 15-та поречка ударна бригада со својот придонес во народно-ослободителната борба и со жртвата која дадоа нејзините припадници, неизбришливо се вгради во темелите на независна Република Македонија. Токму затоа, за нас, припадниците на батальонот, представува особена чест да го негуваме споменот и да ги продолжуваме традициите на оваа бригада. Изминатиот период од една година, припадниците на батальонот, покрај подготовка и организација на силите за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија, извршува и други задачи кои произлегуваат од мисијата на батальонот. Така, асистенцијата на силите на МВР во справување со мигрантската криза продолжи и во периодот помеѓу двата празници. Држејќи ја така наречената Балканска рута затворена, нашите припадници ја запреа илегалната миграција и ги заштитија границите не само на Република Македонија, туку и на самата Европска унија. Припадници на батальонот беа и се распоредени илјадници километри од татковината во еден од изворите на самата илегална миграција, Исламската република Авганистан, каде во мисијата одлучна поддршка даваат свој придонес во изградбата на светскиот мир. И оваа година не изостана ангажирање на единицата во поддршка на органите на власта и на граѓаните при справување со природни непогоди. Припадниците на батальонот уште еднаш покажаа дека се секогаш тука, спремни да помогнат кога тоа им е потребно на граѓаните и на институциите на Република Македонија. Да се биде во стројот на третиот механизиран пешадиски батальон, кој е дел од организацијско-формацијската структура на првата механизирана пешадиска бригада, представува чест и обврска. Тоа е така, затоа што третиот механизиран пешадиски батальон представува еден од столбовите на бригадата, но и нејзин маневрски дел и ударна сила за извршување на борбените задачи. Во годината, кога одбележуваме 25 години од формирањето на армијата на Република Македонија, како командант на бригадата можам со гордост да истакнам дека припадниците на третиот механизиран пешадиски батальон задачите ги извршуваат успешно, справувајќи се со сите проблеми и предизвици кои стојат пред нив. Вашиот и мојот батальон секогаш бил и се уште е еден од најдобрите, без разлика на тоа во која повисока воена формација делува. Низ оваа единица во изминатите 25 години продефилираа генерации и генерации војници и старешини, а батальонот изнедрил цела плејада на офицери кои извршуваа и се уште извршуваат највисоки должности во армијата на Република Македонија. Третиот механизиран пешадиски батальон во составот на првата механизирана пешадиска бригада. Денес, впрочем и како прв батальон од втората и 15-та пешадиска бригада во минатото, секогаш се истакнувал со иновативност и иницијатива на неговите старешини и војници, секогаш предничал во погледот на квалитетот, темпото и разновидноста на обуката, а со тоа и со својата борбена подготвеност за извршување на најразлични задачи во мир, во време на криза и во војна. Во рамки на денешната свеченост по повод денот на единицата беа доделени унапредувања, пофалници и наградни отсуства на заслужни припадници на единицата, а воедно беше избран и најдобриот вод. Рководувате со најдобриот вод во оваа единица,
а со вашето залагање, труд и посветеност, обидете се да го задржите до година. Денешната пригодна свеченост во Тетовската касарна Кузман Јосифовски Пито беше збогатена со настап на културно-уметничкото друштво Врвеница, а пред присутните представници од локалната самоуправа, представници од партии, невладини здруженија, верски заедници и од приватниот сектор, со кои армијата на Република Македонија има соработка, припадниците на третиот механизиран пешадиски батальон реализираа тактичко-технички збор на дел од вооружувањето и опремата со која располага единицата. Оваа година во Гостивар има зголемен број на заболени деца од овчи сипаници. Најмногу случаи биле регистрирани во мај, додека во текот на летниот распуст бројката бележи опаѓање. Лекарите не ја исклучуваат можноста со почетокот на учебната година варичелата повторно да се рашири. Зголемена е бројката на заразени од варичела овчи сипаници во Гостиварскиот регион за оваа година. Во период од 7 месеци од 2017 регистрирани се вкупно 318 случаи. Предходно бројката на годишно ниво се движеше околу 100. Најмногу пациенти се забележани во мај, вкупно 131. Во овој месец имало повеќе заболени отколку во текот на целата ланска година, кога биле вкупно 116. Сепак, епидемиолозите сметаат дека ваквото зголемување не е алармантно и е во рамки на очекуваното. Бројот на заразени опаднал за време на летниот распуст. Варичела имаме секоја година. Варичела оваа година имаме зголемен број на заболени од варичела. Тоа е заразна болест која што се јавува периодично на неколку години, знае да се зголеми нејзиниот број. Меѓутоа, исто така во нашиот регион е респираторно заболување кое доминира од таа група на респираторни заболувања. Значи е најбројно, најчесто заболување. Така да оваа година месеците мај, април и мај имаме зголемување на број, меѓутоа со завршување на школската година и со одењето на децата на распуст, број на заболени нагло се намали, така да сега имаме мирна епидемиолошка состојба во однос на варичелата, затоа што немаме колективи, школски колективи, каде тоа заболување многу лесно и брзо се шири од заболен на здрав ученик. Стручните служби велат дека со внимание ќе го следат трендот со овчите сипаници откако ќе започне новата учебна година. Не ја исклучуваат можноста бројките повторно да се покачат. Овчите сипаници обично се третираат во домашни услови со ублажување на симптомите на чешање, со средства како што се течни пудри, специјални шампони и препарати за кожа на природна база. Заболен од сипаница треба да одржува редовна хигиена за да се намали ризикот од инфекција на кожата. Компликации од варичела се ретка појава. Кражба во Тетовско Одри затруена гостиварка со таблети, бележи денешниот полициски билтен на СВР Тетово. 56-годишниот НМ од Тетовското село Одри вчера околу 9 часот пријавил кражба која била извршена во неговата куќа помеѓу 3 и 8 часот. Имено за сега непознати сторители преку незаклучената врата влегле во куќата и без да пребаруваат од дневната соба на катот, одзеле 3 мобилни телефони, како и паричникот од сопругата 50-годишната ФМ, во кој имало 3 кредитни картички, 1000 денари и 20 евра. Со картичките кои во паричникот биле заедно со нивните пинови, утрото на банкомат подигнале 30.000 денари, противправно стекнувајќи се со вкупна имотна корист која се проценува на околу 78.000 денари. Се расветлуваат сите поединости во врска со пријавеното и се работи на откривање на сторителите, информира СВР Тетово. Од полицискиот билтен информација за труење со поголема количина таблети. Станува збор за 44-годишната Б.И. од Топлица, која испила и се затрула со 20 на таблети, а кои подолго време ги користела како терапија. Откако се слушило со возило ја однеле незините најблиски во гостиварската болница и по укажаната лекарска помош во стабилна состојба, пуштена е дома. Се работи на расчистување на случајот односно мотивите за труењето и се друго.
СВР Тетово со интензивирани активности за непречено и безбедно одбележување на празникот Голема Богородица во манастирскиот комплекс во Лешок. Од таму и апел до граѓаните до комплексот да одат пеш, да бидат трпеливи и да не возат под дејство на алкохол. Во пресрет на православниот христијански празник Голема Богородица, секторот за внатрешни работи Тетово ги интензивираше планираните активности за непречено и безбедно одржување на традиционалните празнични свечености во манастирскиот комплекс во село Лешок на 27 и 28 август. Во рамките на овие активности покрај другото се известуваат граѓаните од селата Брезно и Варвара, но и сите други граѓани кои на 27 август планираат да патуваат кон овие две села, тоа да го направат најдоцна до 17 часот. Истото се однесува и на трговците и угостителите на кој дента им се советува порано да го извршат дотурот на потребните производи, посочуваат од СВР Тетово. Покрај ова, сите кои со возила ќе пристигнуваат до манастирскиот комплекс се информираат да ги паркираат само на определените локации за таа намена и да ги почитуваат наредбите на полициските службеници кои ќе го регулираат, односно насочуваат движењето на возилата кон манастирскиот комплекс и обратно. Во спротивно, погрешно паркираните возила веднаш ќе бидат отстранувани со пајак возило кое ќе биде ангажирано за таа цел. На граѓаните им се препорачува исто така, доколку тоа не е неопходно, до манастирскиот комплекс да стигнуваат пешки, а возилата прописно да ги паркираат на друго место, но да не ги оставаат на локалниот и регионалниот пат, да бидат трпеливи, непотребно да не брзаат и да не седнуваат зад волан под дејство на алкохол. Македонија мора да продолжи со реформските процеси. Европратеникот Ханс Ван Бален, председател на Алијансата на либерали и демократи во Европа, денеска посочи дека новата влада во Македонија ја има поддршката од либералите и демократите во Европа во реформскиот процес кој што рече дека ги отвора евроатлантските перспективи на Република Македонија. И секако доколку се исполни самата програма на владата и воопшто доколку имаме извршување на самата програма и доколку Македонија стане модерна држава, тогаш сигурно дека Македонија ќе може да седне на маса и да зборува и да преговара со Европската унија. Значи, самите граѓани ќе имаат можност да направат еден вид на проценка, еден вид на оценка на самата влада и тоа по неколку основи. Значи, по фактот дали имаме слободен живот, дали во Македонија се живее слободно, дали имаме слобода говора, дали имаме слободни медиуми, дали имаме земја во која што се ослободени политичките проблеми. Едноставно тие ќе имаат можност да направат проценка на Македонија во поглед на фактот дали имаме вистинска демократија. Да се почитуваат законот и процедурите, да се избере експерт што ќе биде партиски неутрален и кој ќе го врати достоинството на институцијата, порача вице-премиерот Бујар Османи одговарајќи на новинарско прашање за назначувањето нов државен јавен обвинител. Почитува законот, да се почитуваат процедурите, да се избере експерт кој што нема да има партиска наклонетост, ниту било каква партиска или политичка припадност, туку да го врати достоинството на оваа важна институција во државата. Секогаш ние бараме правична застапеност во институциите и тоа не е делот од политичко влијание. Дури во судството ние бараме да има суди албанци, но тоа не значи дека владата или ДУИ се меша во судството. Туку сакаме да се почитува уставот. Се разбира, би сакале да биде и албанец, меѓутоа пред се да биде експерт кој што ќе биде неутрален во однос на партиската провиниенција и ќе ја врати важната улога и достоинството на оваа институција во државата. Ќе се намалат цените на услугите на катастарот на недвижности за 50%, најави денеска министерот за транспорт и врски Горан Сугарески по средбата со директорот на Агенцијата за катастар и со Комората на приватни геодети. Намалување на цените на услугите кои се во надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности до 50%, што во пракса ќе значи дека граѓаните за истите ќе плаќаат значително помали цени од досегашните. Врз основа на претходната анализа, заедно заклучивме дека постојат услови ова ветување да го реализираме без да го нарушиме финансирањето на Агенцијата на катастар. Дополнително, во функција на децентрализирање на услугите, а со тоа изголемување на нивната достапност, што несомнено е во интерес на граѓаните и компаниите, денес се согласивме
дека е неопходно да вратиме дел од овластувањата на приватните геодетски фирми. Имено, наместо Агенцијата за катастар да има ексклузивно право за вршење на теренски работи за потребите на единиците на локалните самоуправи и институциите на централната власт, заради забрзување на услугите, праксата покажува дека е потребно таквите права и овластувања да ги имаат и приватните геодетски фирми кои ќе ги исполнат необходните услови. Како хитна мерка која што ќе биде реализирана веднаш од 1 септември е плаќањето на повторно поднесување по пријава од странка, значи ќе се избегне она дупло плаќање по пријава од странка. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на Република Македонија, 1 септември 2017 година петок, Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам, е неработен ден за граѓаните од муслиманската вероисповед во Република Македонија. Истовремено Министерството за труд и социјална политика на граѓаните од муслиманската вероисповед во Република Македонија им го честита празникот Курбан Бајрам. Фудбалскиот клуб Вардар оствари историски успех и пласман во групната фаза на Лига Европа. Во рамки на вториот дуел од квалификациите Вардар вчера го победи Фенербахче со 2-1. Тетовска Шкендија и вчера изгуби од Милан во Скопје со 1-0. Фудбалерите на Вардар од Скопје станаа дел од историјата на македонскиот фудбал, откако како клуб се пласираа за прв пат во групната фаза од европските надпреварувања, односно во Лига Европа. Тие вчера во возвратниот дуел од квалификациите повторно го совладаа турскиот представник Фенербахче од Истанбул со 2-1, за разлика од првиот меч во Скопје, кога победија со 2-0. Фенербахче вчера први победил со голот на Нојштадер во 61-та минута. До израмнувањето дојде по само 7 минути во 68-та, кога грузиецот во редовите на Вардар Джигаури успеа да ја испрати топката во голот на домашниот голман Камени. Bir boşluk var ve o noktaya doğru tehlikeli Cigauri bir çalım attı Cigauri, Atıf'ın müdahalesi Cigauri aman top ağlarda inanılır gibi değil, çok шанс. Со овој резултат Вардар веќе обезбеди пласман, пошто следуваше опуштена игра на македонскиот шампион, што резултираше и со повеќе контранапади. Во судиското продолжение од 4 минути, победоносниот гол за 2-1 го постигна Никола Глигоров, кој беше проигран од Тигран Барсегјан. Barsegian'ın pası, bomboş pozisyon. Fenerbahçe taraftarı Vardar takımını, Vardarlı futbolcuları ayakta alkışlıyor. Büyük bir sevinç var haklı olarak Vardarlı oyuncularda. Во групната фаза Вардар сега ги очекува екипите на Зенит од Русија, Реал Соседат од Шпанија и Розенборг од Норвешка. Првиот дуел на 14 септември во Скопје, каде Вардар го пречекува руски Зенит. Големиот успех на тимот доаѓа по скорешното поставување на Чедомир Јаневски за шеф на стручниот штаб. Италијанската полиција се судри со мигрантите кои окупираа помал плоштад во Рим, протестирајќи против наредбата да ја напуштат зградата во која се населиле. Полицијата со опрема за разбивање демонстранти употребила водени топови против мигрантите. 2 лица се уапсени, соопшти полицијата, истакнувајќи дека бегалците имале плински боци и дека некои од нив ги отвориле. Се наведува дека мигрантите фрлале камења и шишиња на полицијата, а користеле и пепер спреј. На телевизиските снимки се гледа како одредени бегалци викаат на полицајците и се обидуваат да ги удрат. Руските власти соопштија дека најмалку 18 луѓе загинале, а 30 биле хоспитализирани откако автобус кој превезувал градежни работници паднал во морето во близина на Крим. Се уште не се знае причината за несреќата, при што некои од повредените се наоѓаат во критична состојба. Министерството за вонредни работи соопшти дека автобусот и припаѓал на компанија која работела на пристаништето во Волна, село кое се наоѓа на полуостровот Таман. Русија прави мост кој ќе го поврзува Крим со Таман. 22 лица загинаа во тежок инцидент во Бразил. Ферибот потона покрај брегот на државата Баија. Повеќе од 20 лица беа извадени од екипаж на воен брод. Ферибот потонал кратко пред да стигне до градот Салвадор. Во него имало 130 лица. Повеќето успеале да стигнат до брегот со пливање, но многумина останале заглавени во траектот. Причините за инцидентот не се јасни.
Несреќата се случила во заливот Мар Гранде, близу до Веракрис, во североисточниот дел на Баија. Наследникот на една од најголемите компании за мобилни телефони беше во притвор од февруари по скандалот кој резултираше со импичмент на поранешниот претседател Парк Геун-хие. Тој беше обвинет дека доделил донации од 36 милиони долари на невладини организации кои биле во собственост на пријател на Хие во замена за политички услуги. Сад се подготвуваат за деструктивната бура. Ураганот Харви во моментов е насочен кон брегот на Тексас, носејќи поројни дождови и ветрови до 200 км на час. Десетици населени области преземаат мерки на предпазливост, се градат дополнителни насипи, а населението се снабдува со вода, храна и стока. Хајви е најсилниот ураган што во последните 12 години ќе стигне до бреговите на Сад. Се очекува дека нивото на морето ќе се зголеми за повеќе од 3,5 метри, а во некои места врнежите ќе достигнат 900 литри на метар квадратен. Денес имавме сончево време со мала облачност и со слаб ветер од променлив правец. Минималната температура се движеше од 4 до 15, а дневната од 29 до 35 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 7. Слично време како денешното ќе имаме и утре, сончево и топло. Утрешните минимални температури ќе се движат од 6 до 16, а дневните од 30 до 36. И утрешниот УВ индекс ќе изнесува 7. Регионалните вести завршуваат овде. Благодарам за вниманието. Пријатно.